Здраво, вие слушате радио канал 103, ова е 131-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии. А денес ќе ви говорам за една ТВ серија која се базира на веќе постоечки филм, во кој се наговестуваат споредните ликови кои Гај Ричи сметаше дека имаат нивни заврзлами за кои потребен е поголем простор, за да може да ги уживаме нивните сплетки и пред се последици кои се базираат на нивните непресметливи одлуки во светот на криминогеното подземје, каде не секогаш може да се размислува со ладна глава и најчесто се случува некој порив да го надвладее телото и се донесат брзоплети одлуки кои може на секогаш да загрожат веќе постоечка воспоставена релација за тргување на забранети добра, например. За сите тие матни сделки на англиското благородништво ќе може да се уверите во ТВ серијата The Gentleman, за која ќе ви говорам денес. А денешната емисија со помош на музичкото патешествие низ меридијаните започнуваме од Велс, каде што имавме можност да изслушнеме Gold Major, односно станува збор за велшки окултен стонер рок думери, кои го издадува нивното ново студиско издание именувано како Ritual, од кој имавме можност да слушнеме композицијата Snakes, односно Goddess of the Serpent и Ritual, а во продолжение ќе слушнеме и Turn to Dust и Powers That Be, односно кои што најдобро го одликуваат пред се нивното негување на тие преданија на келтите кои што милуваат да ги воспеваат во нивните окултни комбинации, така што моќните Gold Major ги слушаме во продолжение издание кое што е на Ripple Music. А доколку сакате да знаете како се сади марихуана во дворот на еден модерен војвода, тогаш вие сте на вистинската фреквенција од која планира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за загатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате радио канал 103, ова е 131-то издание на емисијата ТВ 103, во кое ќе ви говорам за ТВ серијата The Gentleman, која представува акциона комична ТВ серија, создадена од легендарниот режисер на Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch, Rock'n'Rolla, Sherlock Holmes, The Man from U.N.C.L.E., а минатата година ги сними Operation Fortune, Ruse the Gear и The Covenant, а наредната година Гај Ричи веќе во најава го има филмот The Ministry of Ungentlemanly Warfare, односно ќе биде објавен во текот на оваа година, се извинувам. Ричи во 2019 година го режираше истоимениот филм The Gentleman, на кој се базира ова спин-оф серија, во кој Метју Макконахи ги проследи криминогените текови во САД, во кој британскиот дел од приказната беше оставен да биде фокус на една поголема приказна, која мора да се сведе на сериализирана форма доколку има некаква желба за нејзино восприемање. Серијата е продуцирана од страна на Netflix, за кој знаете дека се го предводат стриминг војните со недостижни над 260 милиони претплатници, кои имаат скок од 13 милиони само во изминатиот квартал, така што и покрај тоа што се појавуваат нови стримери, доминираат на пазарот Netflix и така и ќе остане, затоа што се глобално распространети и покрај геополитичкото блокирање на содржини кое што го има врзано за дадени локации, сепак се најгледаниот стример на сите времења. Често избегнувам да селектирам серија од Netflix во ТВ 103 од проста причина што главниот фокус им е насочен на квантитет наместо квалитет, што воопшто не ми се допаѓа и не се поклопува со моите погледи за тоа каде треба да се инвестира во телевизија, особено кога започна Netflix да се шири во земјите со голема популација на населението и ја преплавува понудата од шпанско, турско и индиските серии со многу низок квалитет. Во изминатиот месец беа објавени сериите Masters of the Universe Revolution, француската Furies, италијанската Super Sex,
Japonската House of Ninjas, корејската трилер серија A Killer Paradox, португалската Koaluz, The Light of the Heart, шпанскиот Грабеж во Бандидос, тајландската романса во Ready Set Love, турската A Round of Applause, документарните American Conspiracy, The Octopus Murders, The Indrani Mukherjee Story, Buried Truth, Ara San Juan, The Submarine That Disappeared, Turning Point, The Bomb That and the Cold Wars, извинувам, From Dreams to Tragedy, The Fire That Shook Brazilian Football. Па од оваа обемна понуда со сигурност можам да ја потврдам дека ништо, апсолутно ништо нема да гледам во престојниот период, со оглед на тоа што ниту еден од овие наслови мене лично барем не ми беше приемчив или па примамлив за да му го дадам моето внимание, така што ако не го зголемат квалитетот на понудата, уште почесто нема да бидат составен дел од емисијата. Во најава во текот на месецот и наредниот се сериите Три Блади Проблем, Рипли, Tires, аниме серијата Time Patrol Bond, францускиот крими Антрасит и комичната Фиаско, германската крими серија Crooks, корејската комедија Chicken Nugget и долгоочекуваната хорор серија Parasite the Grey, потоа шпанскиот трилер Iron Rain и крими драмата The Assunta Case, тајландската The Believers, документарните The Outro Case, A French Nightmare, Homicide New York, Testament, The Story of Moses, Crime Scenes, Berlin, Nightlife Killer, Files of the Unexplained, така што освен Parasite и Ripley, тешко дека на нешто друго тука би му дал шанса доколку би одвоил, се разбира, време за нешто од понудата на Netflix, која што во престојниот период треба да ја конзумираме. The Gentleman брои 8 епизоди, од кои првите се со време трајање од 1 час, а последните варираат помеѓу 40 и 50 минути, така што за да изгледате во целост ќе ви беа потребни 7 часа, беше објавен комплетно на 7 март, така што барем за објавувањето во цело секојаш морам да ги пофалам Netflix, ако нонстоп ги кудам за понудата и селекцијата, така што ја имате на куп и има потенцијал за бинџање, само што 7 часа барем за мене се многу голем временски период за гледање на во еден здив, така што ја делев на 3 дела, оставајќи и последните 2 епизоди за посебен за третиот ден, но препорачливо е да изгледате и во 2 наврати, така што се зависи тоа од вашето слободно време кое го имате на располагање, што е наидеално за, според мене, гледање на ТВ серии кои не се врзуваат со емитување на епизода недела за недела. Во серијата стана збор за случувањата по смртта на таткото на Едвард Хорниман, односно глумен од Тео Джеймс, кому препишан му е посед од 15.000 хектари во Халстед, како и благородничка титула на војвода, заедно со моќта да располага со секупниот имот, со тоа што во неговото подземје оперира една криминогена организација предводена од Боби и Сузи Глас, кои имаат плантажи од засадена марихуана во дворот на имотот. Еди ќе се обиде да ја заштити фамилијата од сите наезди на ликовите кои сакаат да им ја срушат криминогената империја и постепено сака да се ослободи од мултимилионскиот бизнис на одгледување на марихуана во неговиот двор. Меѓутоа, неговите соработници не би му го дозволиле тој луксус, затоа што тука се применува општоважачкото мафијашко правило, ако влезеш еднаш во тие кружоци, секако дека нема да најдеш излез. Мора да се земат предвид ароганцијата, импулсивноста и нетрпеливоста, кои се двигатели за испукување на некој залетан куршум, затоа што наликовите им врие во нив, најчесто на браќата на главните протагонисти, и тие брзоплети одлуки се фактор за започнување на несакан каузален след, односно лавина на неудобности кои ќе мора да ги решаваат братот и сестрата, односно да ги закопуваат телата кои ќе ги остават зад себе пред се. Refined Aggression, Tackle Tommy Woo Woo, Where's My Weed At, Unsympathetic Gentleman, I've Hundreds of Cousins, All Eventualities, Not Without Danger, The Gospel According to Bobby Glass се насловите на епизодите кои што на исто така комичен начин соодветствуваат на
действието кое што е доминантно во нив. Уште во октомври 2020 година Ричи заедно со Мирамакс се договори да пишува продолжение на самиот филм во сериализиран формат, со тоа што серијата започна со снимање во Лондон и во куќата Бадмингтон во ноември 2022, каде што работеа до јуни 2023 за да го комплетираат снимањето на оваа 7-часовна серија. Така што, доколку ви се допаднал филмот, серијата уште повеќе ќе ги задоволи вашите потреби за крими комедиите на Гај Ричи, а доколку не ви се допаѓа неговата хумореска, ништо од тоа може да ја скокнете севкупно оваа ТВ серија со оглед на тоа што неговиот специфичен подпис и манир на реализирање на овие интригантни симбиотички врски помеѓу комедијата и криминалитетот го прават да биде уникатен глас во рамките на модерната кинематографија. Така што тука правиме една кратка музичка пауза и ако со музичкото патешествие започнавме од Велс, од Обединетото кралство се селиме на Хелсинки, односно одиме во Скандинавија, каде што во Финска не пречекуваат да палати. Станува збор за еден бенд кој што е под силно влијание на прото хеви метал бендовите, на психоделичните бендови со спейс елементи, со стонери, пред се дум елементи, се краси нивниот артистички израз со тоа што The Paladin го издадува нивното ново студиско издание Cockroach Crusade, односно каде што може да забележиме джиновски лебарки како напаѓаат во светот, а од овој албум ќе имаме можност да слушнеме Red Clouds Over Salem и Nomad. И потоа се враќам во етер да ви говорам за улогите кои што ги имаат актерите и актерките во ТВ серијата The Gentleman. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е 131-то издание на емисијата ТВ 103, која што е посветена на ТВ серијата The Gentleman, а во овој сегмент сакам да продискутирам за улогите, односно актерите и актерките кои што ги имаат во рамките на ова ТВ серија, која е предводена од Тео Джеймс, кој го знаете од ТВ серијата The White Lotus, од серијалот Divergent, исто така и од франшизата на филмскиот серијал Underworld. Тој глуми Едвард Еди Хорнимен, односно новиот војвода од Халстед и поранешен мировен офицер во Обединетите нации, лик кој влетува во криминогените води со оглед на тоа што се одгледува марихуана на наследениот имот од неговиот татко, кој што починува и му го предава во наследство на таа соработка која што ќе има со раководната од оваа плантажа, односно со Сузи, ќе му открие една страна од него која ја занемарувал, една прилично садистичка страна, кој малте неефективно се справува со проблемите, може би премногу добро се справува за еден цивил кој што би требало да биде малку барем шокиран од начинот на кој што оперира криминогеното подземје, меѓутоа со многу мала спрега се справува со мртвите тела кои што треба исто така да се заседат на неговиот имот. Покрај него Каја Скоделарио, која што знаете од Пиратите од Карибите, од Maze Runner, ја глуми Сузан Сузи Глас, таа е де факто шефот на криминогениот синдикат на Боби Глас, додека тој е во затвор, односно нејзиниот татко, таа е негова ќерка, која е тука да ги реши сите проблеми околу бизнисот во дворот на војводата, која сака да го пролонгира прекратувањето на соработката. Во дадена ситуација го предава Еди, кога ќе му каже на Госпел Џон, односно на радикалниот екстремист кој што е религиозен фанатик, кој всушност го има убиено неговиот брат во дадената ситуација, тоа е братот на Еди и Еди му има помогнето да се отстрани од неговото мртво тело. Така што покрај нив двајца, серијата ја предводи и Даниел Ингс, односно него го знаете од The Marvels, од Sex Education, од The Crown, од Psychoville, од Black Mirror. Тој глуми Фредерик, односно Фреди Хорнимен, тој е прилично несигурен постар брат на Еди, кој е зависник од кокаин, кој ќе си создаде повеќе проблеми со неговото пргаво однесување од колку што може неговиот брат да ги закопа телата во нивниот двор. Како што веќе ви напоменав, е зависник од коцка, е зависник од наркотици, така што
нема завист која што се нема предадено Фреди и при тоа ги вовлекува сите членови од неговото семејство во таа јама која што има отворена сам за себе. Джоли Ричардсон, која што ја знаете од 101 Далматинец, од One Day, од ТВ серијата The Sandman, ја глуми леди Сабрина Хорнимен, таа е мајката на Еди Фреди, односно мајката која што сака да го држи семејството подалеку од криминогените активности, па си ужива во стекнатиот имот и не се грижи премногу што се случува и како незините деца раководат со него. Джошуа Мегвајер, кој го знаете од Lovesick, од Розенкранц and Guildenstern на Undead, го глуми Питер Спенсер Форбс, односно именуваниот Стики Пит, криминалец кој што е измамник кој го таргетира пред се Фреди и на моје големо изненадување и пред се задоволство Вини Джонс се појави повторно во соработка со Гај Ричи. Тоа е човекот кој што знаете од Midnight Meat, од Snatch и од Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Тој глуми Джефри Сиком, тој е долгогодишен чувар на имотот во Халстед и тајната која што постои за и околу него е дека е биолошки татко на Чарли, односно на ќерката на Хорниманови, ако така веќе ги наречеме. Едвард Фокс, кој што го знаете од Денот на Шакалот, од The Dresser, од ТВ серијата Табу, глуми Арчибалд Хорниман, односно тој е таткото на браќата и сестра Хорнимен кој што починува. Джан Карло Еспозито се појавува во оваа серија, него многу добро го знаете од Breaking Bad и од Better Call Saul. Тој го глуми, се разбира, Стенли Джонстон со двете, односно американски милиардер кој што сака вино, меѓутоа исто така сака да го купи замокот Халстед, за кој што владее предходно со пазарот за метамфетамин, кој би рекол, но сака да има посети врз бизнисот со марихуана, милум или силум тоа да го постигне, така што е интригантно да се забележи Джан Карло Еспозито како глуми уште еден наркобос, меѓутоа во сосема друга серија. Рей Винстон, кој што го знаете од Кинг Артур, од Sexy Beast, од King of Thieves, тој глуми Роберт Боби Глас, односно тој е таткото на Сузи и затворениот шеф на империјата за канабис, кој ги користи терените на замокот Халстед како дел од своето работење и во последната епизода ќе наметне дека сака да се пензионира и сака да го стави на отворениот пазар пред се неговиот бизнис, кој што со годините го калемел само за да ги ја информира неговата ќерка и незиниот соучесник дека тоа било само еден мал тест да забележи колку тие би се вложиле воопшто во бизнисот, доколку би го наследиле. Фреди Фокс, кој што глумио Кюкамбер и Банана, тој го игра во овој филм Макс Бесингтон, тој е деветиот Лорд Бесингтон Смит и автор односно актер кој што има аспирации да поседува една мрачна тајна за неговото минато. Кристофер Хивју, кој што знаете од Game of Thrones, од Fate and Furious, кој глуми Флориан де Груд, тој е белгиски дистрибутер на канабис од Англија до континенталната Европа преку каналите, така што тој е еден од соработниците кој што се разбира дека ќе имаат преписка со него. Лоренсо Фуаран, кој што глуми во Into the Badlands, Game of Thrones и Vikings, го глуми JP Ward, односно главата на семејството патници која што станува дистрибутер за Еди. Мора да има, се разбира, роми во една од сериите на Ричи за да биде покомплицирана процедурата на разнесување на овие забранети добра. И тука да ги напоменеме епизодните одгледувачи на марихуана, како кој, например, е најмено страна на Сузи да се грижи за тревата, но ќе се заљуби. Потоа братот на Сузи Джек, кој секако дека ќе го стави половиот орган во девојка на човекот кој ги пере парите за неа, така што и таа релација ќе биде нарушена, како и незиниот чистач Феликс, кој секогаш доаѓа таму за да ги расчисти глупостите кои што браќата очигледно ќе ги остават за себе и ќе ги комплицираат трговските релации, пред се бизнис релациите кои Сузи ги калемела со текот на годините. И секако да не го заборавиме и религиозниот култ на Госпел Џон, уште една карикатурална појава, односно уште еден од тие насилници кои си има своја тајфа, е приврзаник за сите писанија кои се врзуваат за Бог, меѓутоа од
стариот завет. Тој што казнува, ја презема неговата улога со оглед на тоа што око за око му е девизата на неговиот живот и тоа како ќе биде завртен против Еди кога ќе дознае дека тој го има ликвидирано, односно помогнал во прикривањето на ликвидирањето на неговиот брат. Тука можеме да правиме една кратка музичка пауза, односно ако пропатувавме од Велс во Финска, ќе направиме уште една трансфер зала, овај пат тоа ќе биде во Полска, се симаме надолу, во Краков, каде што свират Widow, кој го издадува нивниот истоимен албум, кој се пред се Heavy Psycho, односно Stoner Doom бенд, кој што има моќни рифови и спор ритам, а од нивниот одличен албум Widow ќе слушнеме синглката Nothing и потоа ќе слушнеме и насловната композиција Widow. Така што уживајте во соничното зеленило на овие полски стонер думери и потоа се враќам во етер да ви говорам за одредени спецификации кои што и поседува ТВ серијата The Gentleman. Вие слушате радио канал 103, ова е 131-то издание на емисијата ТВ 103, која е посветена на ТВ серијата The Gentleman, а за самиот крај сакам да продискутирам за неколку спецификации кои што ги поседува оваа ТВ серија, која што за жал нема најава, само се појавува титул карти со наслови на епизодите, со оглед на тоа што не сакал Гај Ричи очигледно да прави некаков едноминутен филм како најава, сака да ја третира како 7-часовен долгометражен филм ова ТВ серија, која има 8 епизоди и 7 сценаристи, што значи исполнува квота од минимум 5 сценаристи кои мора да ги има, со 3 продуценти минимум, а тие имаат 17 продуценти за новите закони кои што се наметнати во САД. Режисерите на овие епизоди се Девид Кафри, Еран Чиви, Нима Нуризадех и двете први епизоди ги режира Гај Ричи. Погледам музиката која што имаме можност да слушнеме на крајот на оваа емисија, ја работи Кристофер Бенстед. Него од Аладин до ден денес Ричи соработува со него на проектите кои што ги работи, така што Кристофер си поигрува со хорови и гудачка свита кои што доминираат во овој скор, но тоа не значи дека не е вклучена и тензична свита со перкашн за истакнување на трилер елементите со нагласен бас и електронски бит, со акцентирање со ксилофони и вибрафони. Значи овој скор имаме на располагање за разлика од другите скорови од сериите кои што имам можност да ја преслушам во текот на една недела, која е доста барокен и во обем и во слух, што секако дека треба да ја одликува аристократијата, но насреде формула личноста Кристофер става по некој апостроф за различен типичен инструмент за да се прави една диференцијација помеѓу самите композиции во поглед на сценографијата, вилата на Хорнимен со низините плантажи во преден план, секако имаме кафулиња и останати домови на богаташите, имаме лобија во кои се пресретнуваат балове, аристократски живот, визави чергарскиот живот го имаме во една паралела помеѓу овие светски патници и пред се аристократијата која што ги ужива погодностите на престојувањето во Лондон, односно во Обединетото кралство. Во поглед на фотографијата, односно директор на фотографија се Калан Грин, кој што снима 4 епизоди, Бьорн Карпентиер снима 2 и 2 има Ед Уайлд, каде што имаме регулана камера на најразличен објект, дали е шише, дали е автомобил, дали е пушка, дали е некој си ќош на самата просторија каде што се снима, едноставно експериментира Гај Ричи со поставеноста на и неговите колеги режисери кои работат останатите епизоди со поставеноста на камерата и на тој начин овозможува повеќе простор за монтажерите да поиграат со експлозивната монтажа, со испишување на екран, со нелинеарно монтирање, со потреба на slow motion кои што ги применуваат Мет Плас Милс, Ник Аликс, Джеймс Херберт, Дермот Дискин, Тиви Лешнер, Ден Шерван и Дейвид Веб. Во поглед на костимографија и во поглед на мейкапот, Сузи во секоја епизода ја забележуваме со впечатливо облека, односно таа е отмена аристократка во денешен контекст, а кога некој ќе се претепа, се знае како да помодри нивното лице, така што облека како потреба на декорација, односно самиот костим кој што го забележуваме
забележувате најверојатно, ако сте погледнале барем еден кадар од серијата, ќе знаете дека има еден од ликовите кој што е облечен како Петел, кој не смее да биде заборавен пред се, кој треба да си има некаков танци и една ономатопеја да си произведе со неговото петлосување, така да го наречеме. Поглед на хумор и еротика, има хумор во незавидни ситуации во кои што заглавуваат ликовите, слапе со реплики во пат речи, меѓутоа од еротика нема ни трага, ниту глас. Со поглед на ефектите има крвопролевање, има истрели, има пресметки, има флешбек секвенции, секако дека има и халуцинации кои што се предизвикани од психотропни супстанции. Жанровски ова е крими комедија која е во прашање, се зборува на англиски во неа и во поглед на недостатоци сметам дека нема култни реплики по кои што би се паметела, а во средиштето има споредни ликови на мафијаши кои се тука само за да направат дополнителни сплетки, ништо повеќе да придонесат на самата наративна структура. Во поглед на континуитетот на епизодите знаат да бидат предолги за една комична серија со развлекување на действието, но има бројни разноврсни ликови во криминогеното поземје, па не се губи толку многу интересот на еден гледач. Во поглед на градењето на ликовите, фокусот е на двете фамилии кои соработуваат во бизнисот, со тоа што субјектот е Еди, а останатите се објекти, затоа што преку него влегуваме во серијата, за полоцена да знаеме каде всушност живее Сузи и воопшто за односот со незината фамилија, затоа што најпрво се разработува односот помеѓу браќата. Не знам дали беше потребно предложката за ќерката на ликот кој што го глуми Вини Џонс, да не донесе апсолутно ништо во равенката, меѓутоа ете го уцврсти, можеби го вцрсти неговото место повеќе помеѓу членовите на семејството. Поглед на аналогија се базира на истоимениот филм од 2019 година, слични крими комични серии, ако повеќе сакате, може кој би препорачал и погледнете. Сега века се Good Girls, How to Sell Drugs Online Fast, The Brother's Son, Peaky Blinders, Fargo, Narcos, Ray Donovan, Deadly Class, се што е поврзано со Breaking Bad и со Sopranos, секако дека тука се извинувам. Lock, Stock, Sneaky Pete, Snatch, Get Shorty, Farzi, Guns N' Gulaps, Animal Kingdom, Berlin Basic, Brastic, се извинувам, Burnotis, Gangs of London, Mr. and Mrs. Smith, Who is Erin Carter, Мала Ерба, Tulsa King, Гриселда и Wits. Поглед на атмосферата, таа е акцијно комична, гледливоста е загарантирана и обедливоста е постигната. Поглед на епилогот, домино ефектот е примален чинител во серијата, таму Боби сака да ја продаде империјата и бара понуда од над $350 милиони, ама тоа да мити било цело време неговата игра, за да ги инволвира повеќе Еди и Сузи, да имаат поголем удел во бизнисот, па затоа тие од понудувачите ги заврти еден против друг, отстранувајќи ги од самиот бизнис. Хенри Колинс е на колена во шумата и одмаздата е извршена. Секако дека оваа серија треба да има 9 од 10, ако веќе зборуваме за акциони крими серии со комични елементи, и во поглед на продолжение секако дека заслужува да има, ако Ричи нели реши да одвои време за продуцирање и пишување на действието, што поволен влог сега веќе имаат Сузи и Еди за одржување на бизнисот, и има многу којати кои што сакаат да експлоатираат, особено веќе напоменатиот Стенли Џонстон со 2 Т, ако повеќе ви сакали. Тоа мислам дека се основните спецификации кои што треба да ги земете предвид кога ќе гледате ТВ серијата, и се надевам дека сте љубители на хумористичните филмови и пред серии кои што има работено Гај Ричи, и дека ова ќе ви се допадне. А за самиот крај на емисијата, како што веќе ви напоменав, слушаме музика од Крис Бенстед, која што е составен дел од самиот скор за ТВ серијата The Gentleman. Вие го слушавте 131-то издание на емисијата ТВ 103 со Златко Ѓелевски, кај детално ја анализира првата сезона на серијата The Gentleman. ТВ 103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток нова фреквенција и во рок од 2 часови нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао!